Покрај сите афери во неделова зад нас, би сакале да ја споделиме со вас главната дилема што е пред нас во јавноста овие денови, а тоа е дали кралицата Елизавета II, откако стана вдовица, ќе се премажи. Со сета почит кон принцот Филип, нека му е лесна земја, а не му беше лесно воопшто, посебно не со 100 години, се уште да носи титула принц. Ама кралицата има обврска кон кралството, нели? И без разлика што е вдовица, некако сега е во најубави години, а? Крцкалче што ви се рекло. А ќе мрдне нешто, се нешто крцка на неа. Велот интерес кон неа веќе покажал оној што прв ни стави пречка за Европската Унија, а е познат по тоа што сака млади крцкалчиња кои немаат повеќе од дупло години од него. Значи не микро, туку макро. Значи, еве може замена наместо некрофил да биде макрофил. Но ако бидне на вистина, еве од нас нека им е сретно, а вековито ќе им биде сигурно. И без сомнеш, па да, бидејќи уште малку 5-6 години и кралицата ќе изброи до 100-ката. Епа, ако име, еве им го Брекзит. Им покажа екзит и во Лондон веќе се чувствува криза, а воведени се и првите рестрикции дури и во вековните цркви. Таму веќе не се пала свеќ, затоа што сите се веќе откупени за тортата на кралицата. 100-ка! Сепак со должна почит и кон неа, бидејќи, да бидеме искрени, таа е една од ретките членови на кралското семејство која не со години, туку со децении, да не кажам векови, избегнуваше скандали и единствено нешто што беше контроверзно во нејзиниот живот, колку можам да се присетам, е тоа што се појавија наводни шпекулации дека Тутанкамон се обидел своевремено да ја злоупотреби и силува. Па тоа веднаш го демонтираше, да, и тоа многу лесно со фактот дека дури и Тутанкамон бил премлад за да може тоа да биде вистина. И затоа, ајде, доста со малограѓански муабети и оговарања, посебно доста со лупање у грудима нашима, затоа што и ние не сме некои свеќки за мирисање. Никој со никого не се мириса, освен во автобус, таму мора, и во маркет, пример, или пред банка. Еве, и мене, често ме оговараат, не ме мирисаат и затоа ги повикувам сите оние што лајат за мене да дојдат кај мене и да ги прошетам после 22 часот како своји миленичиња. Дека не сме со сите во Европската Унија нормално. Го докажува и последниот извештај од СЗО, каде е наведено дека на Балканот вирусот COVID-19 се пренесува и со лажење и трескање глупости. Затоа не е ни чудо што кај нас во Македонија има толка број на заразени. Овој тип може слободно да го наречеме македонски сој, а најефективно се лечи со забрана за гледање на вести и слушање на политичари, посебно пред избори. Покрај тоа, препишано и добра доза на хумор, најмалку еднаш на ден и посебно за време на викенд. Првите последици се во вид на заразно смеење и се појавуваат одеднаш, ако не и веднаш, преку се она што ќе го видите и денеска во Нема љутиш. Магаре бија, кој не се скрија. Пу, иду тражу, кој е поза мене, не га важу. Скопјанишчана се летнале, 2-3 коли, да идат на одмор Охрид. Како бе, што не ни е направено? Направи сте амбуланту. Доктор нема бе. Тој ли е проблем? Момент. Почни од многу арно, не е на арно, па продужи с преколеп погача и заврши с блазе си му на онога што знае дек не знае, а сака да знае. Рукиот што често ги миеше, појави ми се и таблица множење од треќе оделение што сам го препишуваја. Вика, кад те виду тебе и кад виду за кога сам се одала, падне ми смешно кад ми текне стојне за кога се одала. Во животот промени многу работи. Дома промени се. Го сменив работното место. Го променив најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. И сега кога ќе помислам, постојано менував се. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено од семејствата во Македонија. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува.
Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медиапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Магаре бија кој не се скрија. Пу, иду тражу кој е поза мене, нега важно. Стојко, видете? Стојко, сега ти жмуриш. Кажа ти бе, Ставре, неću да играм жмучку с тебе. Па не смо деца, мајко. Добро, бре, ако не смо деца, што има везе да поиграмо, да се подсетимо како е било за време ранije. И зашто си људ, зашто не играш? Затоа што прошли пут кад ме натера да играмо криву магарицу, ја легаше, ти рипаш одозгор, за малку бубрези да ми одлепиш. Са кој знае што си измислија? Не сам, бре, Стојко, тој така било, не мора да значи, нека Исак пак е бидне. Мајко му, тој се сеќаш, а не се сеќаш кад играмо овој кисело млеко. Па ја да искочу од круг, ти риташ по мене како жено, бре, да сам ти презебаја. Тој ти враќаше за цепи гаќе? Кој е тој цепи гаќе? Не се сеќам, забравија се. Тој си го забравија цепи гаќе. Тој се игра со стопку. Еден лега и пази да не го удари во стомак, у грб или у гузицу, а друг гаѓа стопку. Добро, и што е тој лоша? Што е лошо? Па ми так нема смо топку, ти с камења гаѓаш бе. За малку главу да ми исцепиш. И тој го памтиш, а? А не памтиш кад игра смо бам-бам, па ти дојде с пуну пушку на куде мене, а? Што е тој чудно бе? Ја без пун пиштолј или пушку не иду ни по снашку. И кажа ти, неќу да играм с тебе ништо. Неќеш? Неќу. Мора има да играш и песму да поеш ако треба, чули? Ако не умеш да поеш, има да викаш. Еве ке играмо предај царе војску. Ја ќе викам предај Стојко војску. Ти ќе викаш не предавам. Ја ќе викам ке пуцам. Ако? Пукни! Тој може. Шашардисан. Пролупаја. Ударен с бојко у черапу, летнала му звезда. Не е са свите и фали му даска у главу. Е психолошка состојба која се однаса на особу што се е поздравила со здрав памет. Линија измеѓу нормално и ненормално е многу тонка, а разлози да се пројде од едну на другу страну има милион. Почни од многу арно не е на арно, па продужи с преколеп погача и заврши с блазесимо на онога што знае дек не знае, а сака да знае. Први знаци на општу лошу состојбу се коментирав с не му е дан. Од вручину му е. Изеде га жена. И слично. А уствари тоа е почеток на улазање у зачаран круг, од кој тешко се искача. И свак покушај да се дојде до напредак доведува до влошување на општу слику и стање. Симптоматично. Значи, наговестuje дека те е шашардисан. Двојца другари, возив брзо со авто, совраќајка и погидев. И идев право у рај. Горе, пред рајски порте, чека ги господин човек, бела брада, у бело облечен, лепотиња около све, фаќа ги за руку, уведуе ги у рај и вика ги: дечки,
Немојте се секирате ништо. Овдека нема што да се секирате за паре, паре нема овдека. Исто тако не може да се секирате за работу, овдека работа нема. И тој еден другар на друга вика: "Абе, па што џабе доаѓасмо овдека?" Вика: "Зашто?" "Па овдека бе исто како у Македонија." Почитувани граѓани на село Билјановце. Оди малко вамо. Оди вамо. Застанете. Да не слуша овие таму. Ви политичари многу лажете, бе, брате. Ај пак и ги натерам да те гласави и овој мандат. А многу лажете, бе. Ја лажу. Што ви фали, бе? Што не ви е направено? Ајде, кажи, што? Како бе што не ни е направено? Направи сте амбуланту. Доктор нема, бе. Тој ли е проблем? Момент. Ајден доктор, донамо кој што сум се. Одма. Еве, готово. Друго? Што ви фали? Како бе друго, бе? Обеќасте ли ке ни ставите асфалт? Не га стависте. Ќе ви ga ставимо. Тој ли е проблем? Момент. Ајде и асфалтовам. Тој кој јутро од. Еве, готово, решено и тој. Друго? Готово, а? Да. Гледам те цело време на телефон договараш. Да. Треќа најбитна работа. Што? Абе, едну антену за мобилну телефонiju да ставите, немамо мрежу. И никад не смо имале. Не могуќе. Абе, до сак збори, да не мрда од фотелју, жими се. Јајте, кад беше мал, вика ми едно дете у школу кад бесмо. Ете, јас сам најпаметан у цело оделение. Јас сам ете проводија на 8 месеца. Ама си глуп бе, вика му. Па јас сам попаметан од тебе. Ја проводи на 2 години. И до тога сви ме мкнесо по руке и носесваме цело време. Него сега ете нема кој да ме носи у болницу. Страва ме некако, мајко му, кашлјам. Имам температуру и све ме некако тера на спање. Тате ми викаше кад беше мал: "Досе, не се секирај ти ништо. Ако не ти се спие кај ќе легнеш, сигурно ќе ти се спие кај ќе треба да станеш." Ајде да стан. Ај кад све ме боли. А Божем, води ред бе, мајко му, води ред и све правеше како што кажасва да правимо. Ете, руке од што често ги миеше, појави ми се и таблица множење од треќе оделение што сам го препишуваја. Увек маску сам носија. Море не едну, по 2 маски носеше. Па ја бре, толку маске, ни на маскенбал не сам носија. Леле, тате колко се смееше. А бре, ја на маскенбал никад маску не носеше, а увек прво место ga освоеше. Увек. И нели, после свека ќе се завршеше, ја дека победеше такој, па си ме, прашуев какав сам ученик, дали сам добро дете, кога слушам повише маму или тату. И ја како топ одговореше: "Маму го слушам повише, зашто она повише збори." А она, бре, татета ga слушаше многу, тен ga е слушал. Сега такој прашуеше: "Сакаш ли кафе у кревет?" А оно тамо кај ќе грмнеше: "Какъв кревет, мори? Тачна ли си ти? Сипи ga тамо у шолју, а не у кревет." И она, да видите, ga послушаше и ga сипеше одма у шолју. У ВЦ. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струја ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш.
Aj, majstore. Majstore. Od kabelko. Od kabelko, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Majstore, sveti unutra, ej. Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Арис де Грас, сега во 2 нови верзии, под контрола на италијански технолози. Ланска година беше таква, како што беше. Нели обележена с ковид, не можеше да се иде на одмор ван државу, него морасме да останемо сви и да ги гледаме наши лепоти. Например, тој ранче преспа, Охрид наш, Охрид. Ама тој на времето, ако си обезбедиш место, све пуно, бе, душа, све пуно, бе. Приватно сместување, пуно. Тие хостели што ги имат, крца, пуно. Хотели, 1, 2, 3 звездите, и тој пуно. Скопјанишчана се летнале 2-3 коли да идат на одмор Охрид. Бре, нигде нема место, мајката. Од Охрид искачам на куде градиште. Од градиште, ош понатама. Гледав, бре, една њива, мајко му. Ама на сред њиву, како жица, бодјикава, онаа ступчија наредени, од една страна на жицу, говеда. Пуно море 20-30 говеда. Ама од овој страна, куде што не су говеда, чисто, њива. Намува се составта, еден, друг, треќ. И гледа го тамо, човек што ги пасе говеда. Охриѓани, каде сте ни од Скопје, рече, сакаме малку Охрид да одмориме, вика, да прашаме нешто. Што не прашате, прашајте. Ти номче се викаш? Вика, да бе, номче, вика, откај знаеш, номче дека сум? Сите ви Охрид сте номчиња, вика. Абе, како ќе може, вика, да наместиме некој шатор тука, на 2 дена, на 5 дена највише, може, вика, да наместите. Околу плаќањето, се договориме, вика, оној с говеда, се договориме, вика, не е проблем. Едно скопјанче од тие помазни, вика, ама, само да прашам, нели е можно говедата од онаа страна на жицата да поминат кај нас у нивата? Гледа ги Охриѓански. Вика, не е можно. А зошто не е можно, ако смеам да прашам? И ме ќе одат таму змии, ма не одат они таму. Куде си? Бе ти... Не, нели се вак се наваѓам од туј, да почну ли да ти кажу од кад те чекам? Не почну и што ќе ми кажеш, сам кажа, свак дан се наваѓам од тој, знам дека си од пред 2 сата тој. Ќе викаш и ракију едно? Ќе викам ја, добро. Дечко, дај едну ракију. Куде сам? Алују, куде сам, по доктори. Па, што ти е? Што ми е? Имам проблем с простату. Какъв проблем имаш с простату? Како да ти објаснам да ти биде најлако да сватиш какъв? Овакој, значи, како ти што збориш, ја такој мочам. Такъв. Тој не е проблем. Тој се живи. Него кад смо куде мое зборење. Да? Нели ја и ти кад се слушамо на телефон, зборимо исто, горе доле.
Па да, не зборимо баш исто, ама исто се јављамо еден на друго. Баш сакаше тој да те прашам. Видете го сметку за телефон. Колко плаќаш ти телефон? Па ако си го видееш, што ме прашуваш, бе? Види, јас си дека плаќам 900 денара, и? Зашто? Па како може такој? Па нели исто збориме ја и ти? Па кажати, не збориме исто. И могуќе е, те тако е лако. Збориш и платиш 900 денара. Што е проблем? Како може и исто да збориме? Ти да плаќаш 900, а ја да плаќам 4200 И 99 нека биде. Лако, кажати, ја тој што га кажу за 900 денара, ти га кажеш за 4200 Па, тујте, чекам. Знам дека туј ме чекаш, за тој туј дојде. Живели? Што живели? Кад не вика ракију? Нели кажа ке викаш? Ке викам ја па. Дечко, ајде бе, овој па оди како ти што збориш. Дечко бе, ајде донеси, оди, дојди. Друго ќе кажеш и нешто? Ајде бе, стигнали. Откад не сме се видели? Еве, видуваме се сак. Колко може да те виду? Зашто? Кам да те види? Што ти е бе тој на око? Инфекција од мислење. Од мислење? Ајде бе, не ме зафркавај, како може да се добие инфекција од мислење? Тако е лако. Ја мислеше жена ке ме промаши с пепелјару, оно ме погоди. За тоа ли од мислење? Ти си добар бе. Ја кад се напил и кад закасно дома, мојата не ме чека со пепелјару, со сукајку, толику. Хубаво, и? Што и? Ја знаеш што му кажа? Викам срце бе, ода злато, глеј го, чекаме со сукајку, сигурно некој зелјанче ќе ми замесиш сега. Кој знае колко ли си го изнервираја, така и колко е била љут. Не бе, јок, и она се насмеја, кад почнала да се смее, леле, викам, што се смееш, бе? Вика, кад те виду тебе, и кад виду за кога сам се одала, падне ми смешно кад ми текне стојне за кога се одала. Другачка ми, да, бе. За кога се одала те? Па тамо бе одаде се за некога шејка у Катар. И па што има лошо бе за шејка у Катар бе? Злато колко сака бе, паре бе, нафта бе. Исто му ја кажа, она вика има. Да видиш што има лош. Стојне сирота у Македонија нон-стоп чекаше ред за нешто. У продавницу чекаше ред за леп. У биро чекаше ред за работ. Отидеше у нешто у администрација да извади документи, чекаше ред док други улаза са преко ред. Вика сак, и тамо куде шејка чека ред. Чека тамо ред за секс. Куде нас береме овие наши не чека ред за секс. Затоа смо бољи. Ќути си, уживај си, пини си, дојди си касно, немаш проблем. Мене да бидам искрен, најмногу ми е страв да не запленат и нас. Да, оти во последно време го запленија сето она што може да ве протера на смење. Намерно не реков потера, бидејќи многу потерници веќе распишаа, па не е нужно да ги подсетиме сега и нас да не потераат. Ама, реков протера, уште пострашно. Да, ако нема потера, може некој да не протера од државата. Но добро, тоа е само ако немате двојно државјанство или додаден идентитет. Да не кажам брат близнак за кого воопшто и не сте знаеле дека го имате. И јас не сум знаел, дека тоа било двојно државјанство. Значи, имаш двојник во истата држава. Тоа е двојно државјанство. Замислете каква семена трагедија е тоа. Те фаќаат, ти стават лисици и во ист момент ти соопштуваат дека имате брат близнак со кого си личите како јајце на јајце. Исто име и исто презиме.
И ние исто. Да, исто ќе продолжиме и нема да застанеме на ова исто место во ова исто време, само не истиот, туку следниот викенд. До тогаш, чао! 65-100! Тешко било се брои. Камер иде, Тон иде. тон иде, Ја иду. акција. Кој е поза... Не. Кој е поза мене да не ме дира? се скрија. Чекај, магаре вие кој не скрием. Добро. Сега прашуеше. А он му одговореше. Што правиш, бе, драга тебе? А, и тој памтиш. А не памтиш кад играш мо? А, играш мо, бе. Кад играш мо. Прицот прво кажа. А кад играш мо кисело млеко, а? Ја, и ја, а и ја. А и ти? ја! Отидеше нешто у администрацију, чекаше ред и тамо за документи, док други Што ми е нема такав ред кој нас, добро? А не памтиш кад играмо бам-бам, кад искочи из пуно пушку на кој мене? Не требаше такој. Па не требаше, греши га. Стотката. Но со должна почити кон неа. Дебе Драгане, што ти бидна? Абре, утепај се. Па ја имам пуно пушку, кад иду и по снашку. Стварно кој не иде во овие реплики, само Па, рајче не, го не. кажа. Чекаше леп. Чекаше леп за ред. Да,